Денеска е светски ден за превенција од злоупотреба и насилство на децата, 19 ноември. Првата детска амбасада во светот меѓаш и организираат прес по тој повод. Хајде малку детали кои се денеска учествуваше на пресот. Денеска наше задоволство е низината екселенција Стандард Хелена да биде дел од нашата долгогодишна борба против насилството и превенција од најлоши форми на злоупотреба на децата, вклучува тоа и сајбер насилство. Значи, се повеќе децата се присутни на интернетот, а се помалку родителите обрнуваат внимание како да ја заштитат оваа, би рекол, најранлива категорија на деца од интернет напасниците и како да се справат со сето тоа. И токму Австралиската амбасада, следејќи ја нашата долгогодишна работа, ни понуди соработка да го презентираме филмот Обележан. Значи, пораката е едноставна. Обележан треба да биде порака и за родителите и за децата како соодветно да го користат интернетот, а при тоа да не бидат жртви на сајбер насилниците кои вребаат, би рекол, и ги злоупотребуваат децата, а воедно и тинеџерите да знаат што е прикладно поставување на фотографии приватни и да знаат дека сепак за секоја злоупотреба и порталите кои постираат лични фотографии, искажувања за своји лични и сексуални и домашни доживувања е казниво според кривичниот закон на Република Македонија, членот 174. Ги повикуваме новинарите и на кодексот на новинарите и ги подсетуваме на конвенцијата дека треба да се стават во најдобар интерес на детето, да ја почитуваат неговата приватност и да не дозволуваат да прават ексклузивитет и продажба да вести, злоупотребувајќи ги наивноста, неискуството на децата кои сакат да бидат видени и слушнати за она што го споделуваат со јавноста. Рековте сајбер насилство. Би сакала во продолжение да дадете детали. Каква е состојбата во нашата земја со злоупотреба на децата преку интернет? На СОС телефонот за деца и млади 0800 1 22 22, два случаи до сега се пријавени, од кој едниот беше за случајот Моника, каде што ние интервениравме до Државниот завод за заштита на лични податоци, веднаш ни одговорија и Министерство за внатрешни работи, одделение за компјутерски криминал, да го тргнат од порталот, да ги тргнат од порталот овие содржини и инсистираме, значи и печатените електронските медиуми навистина да посетат внимание околу постирањето на вакви содржини, затоа што повторно ќе кажам, поставувајќи ги ваквите содржини станува соучество на сајбер насилство над децата и ја плаќаат цената сепак децата затоа што имало случаи на суицидност кога ќе се обзнани ваков случај во јавност, децата има случаи во домашни светски рамки кои си го земаат живот.